Првите казни за компаниите кои не го почитувале законот за нефер трговски практики ќе бидат изречени до крајот на годината. Истакна денеска од Штип заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски. Тој посочи дека наредната година се предвидени поголеми казни и повеќе кратно зголемување на казнените одредби, а во текот на минатата и оваа година имаат преземено сет на мерки, меѓу кои и ограничување на цени. Меѓутоа, вака од оние битни работи кои што направивме за заштита на животниот стандард и цените, посебно на основните прехранбени земјоделски производи, се неколку. Пред се донесувана законот за заштита на нефер трговски практики, кој што е во тек. Комисијата за заштита на конкуренција реагира на сите пријавени, како да кажам, недоречености во однос на спроведувањето на законот, посебно од маркетите. Конкретна годината ќе бидат изречени и првите казни, кои што сметаме дека се многу мали предвидени со тој закон. Наредната година секако дека ќе имаме предвидено на многу поголеми и повеќе кратно зголемување на казнените одредби. Тој посочи дека пазарните инспектори имаат изречено и казни кон трговците на големо и мало во текот на годината во износ од околу 2 милиони евра. Меѓутоа, да ја пофелам и пазарната инспекција, во текот на оваа година измината направиле 18.000 вкупно контроли и надзори на трговија на мало и големо. Воочени се и голем број на неправилности, така да од тие неправилности се изречени платни налози за казни некаде во висина од околу 120 милиони денари или вкупно 2 милиони евра. Ние и понатаму ќе ја следиме ситуацијата со цените во сите маркети на трговија на мало и големо и доколку има нормално пазарната економија и основна во функционирањето на оваа држава, меѓутоа исто така ќе направиме и одредени промени во транспарентност, истакнување на самите цени преку создавање на единствен софтвер кој бесплатно ќе биде понуден на сите трговци во Македонија, каде што тие транспарентно ќе треба да ги приложуваат цените кон граѓаните, а граѓаните по пат на вештачка интелигенција ќе можат да формираат и самите сопствена потрошувачка кошничка. Ристевски истакна дека очекуваат и во наредниот период ќе успеат да ја стабилизираат инфлацијата на годишно ниво и да биде некаде околу 3%.